Почитувани граѓани на општина Неготино, денешниот прес ќе се однесува за што изработија, што извршија работа инспекторите и раководителите во ТЕЦ Неготино. Во случајот станува збор за конзервирање на ТЕЦ Неготино. Сакам да појаснам уште една работа, бидејќи инспекторите Гордана Чолчева, Никола Чапов и вработени таму директори и шефови од ТЕЦ Неготино изиграваат велика величина кажна по неготински и сакат да кажат дека они се немоćни, не се допирливи до законот, никој ништо не им може и може да прават што сакат и да пишат извештаи како сакат. Уште еднаш да појасниме дека јас, советник Љубе Темелков, нема да застанам тука. Оваа пријава моја и овие дополнителни пријави ќе одат до крај. Значи мора да се рачисти случајот со ТЕЦ Неготино. Сакале или не, не може овој што е правникот Никола Петров, Чолов, како се вика шефот што е таму, топчијата, сите да не ги радам, да изграва черифи и Чолчева таму во канцеларите да кажува дека Љупчо Вргата, советникот, го зафркнаме, у вода му падна неговата пријава и кажано во канцелариите точно го заебаме, никаш сакам. Сакам да дадам еден прес, тој прес гласи вака. Почитувани граѓани на општина Неготино, представници на медиумите. Денес, ден Петровден, ја информирам јавноста дека поднесов и дополнителна представка со која барам институциите да го испитат постапувањето на лицето кое е вработено во ТЕЦ Неготино, тоа е Славица Михова, која извршува функцијата одговорно лице за безбедност и здравјот при работа во ТЕЦ Неготино. Зошто ова стигнува до Славица Михова, бидејќи овие институциите и шефовите во ТЕЦ Неготино треба да кажат за што станува збор. Не тврдам дека таа сторила прекршок или кривично дело. Тоа граѓаните треба да знаат, тоа не е моја надлежност. Но сметам дека јавноста има право да добие одговор на неколку суштински прашања и тоа се следните. Дали одговорното лице било навремено запознаено со организацијата на конзервацијата на ТЕЦ Неготино? Дали било информирано кои лица ќе бидат ангажирани? Дали ги превзело сите мерки што ги предвидуваат прописите за безбедност и здравје при работа? Доколку утврдило неправилности, дали ги пријавило до раководство? И конечно, бараме институциите да утврдат дали врз нејзиното службено постапување било вршено било какво влијание или притисок од претпоставените лица, вклучително и од нејзиниот непосреден раководител Никола Петров, доколку такво влијание има. Тоа се однесува против Славица Михова, дали нејзините претпоставен Никола Петров вршил влијание и дали била запознаена со тие прашања кои ви ги поставив. Ова не го изнесувам како факт да знаат граѓаните и институциите, туку како прашање што според мене заслужува службена проверка. Значи тоа треба службите да извршат една службена проверка. Доколку се утврди дека не постоело никакво влијание, тоа треба јавноста да и се соопшти и да знае. А па доколку се утврдат неправилности, очекувам институциите да постапат согласно законот. Денес повторно се обрќам до јавноста затоа што сметам дека безбедноста при работа
Законитоста и транспарентноста во работењето на ТЕЦ Неготино се прашања од јавен интерес. На 1. јули 2026 година поднесов официјални представки до Државниот инспекторат за труд, тоа е, до АДСМ, до директорот на ТЕЦ Неготино и до ОВР Неготино. Значи, да повторам уште еднаш, за да биде јасно на граѓаните на општина Неготино. На 1. јули 2026 година поднесов официјални представки до Државниот инспекторат за труд, до АДСМ, директор на термоелектрани во Скопје, Ѓорѓи Узунчев. Лазар Узунчев, устари. До директорот на ТЕЦ Неготино поднесов исто и до ОВР Неготино. Денес пак доставувам, тоа е понеделник денес, доставам дополнителна представка со која барам да се утврдат сите релевантни факти и околности поврзани со организацијата на конзервација и поставување на одговорните лица. Граѓани на општина Неготино, сакам јасно да истакнам, не сум тука да пресудувам или да обвинувам било кого однапред. Тоа е работа на надлежните институции. Мојата цел е да проверам проверка, транспарентност и одговори. Тоа значи, бидејќи повеќе граѓани ме среќаваат, ме прашуваат што од твојата пријава, што со ова никој не го затвори. Значи, да појаснам, јас не затварам, не обвинувам, не пресудувам. Јас само давам информација со факти и со документи, а институциите треба да ја завршат својата работа. Ако не ја завршат, значи сега ќе имат и они кривични пријави. Понатке да продолжиме, треба да знаеме дека безбедноста мора да има приоритет. Во ТЕЦ Неготино е енергетски објект со висок степен на ризик. Тоа го знаеме сите граѓани. Работа за време на конзервација се изведува во овој момент во услови на високи температури, со сложени технички системи и со активности што бараат строго почитување на процедурата за безбедност и здравје при работа. Затоа сметам дека секој ангажман, секоја работна задача и секоја одлука мора да бидат донесени согласно закон, интерните акти и стручните стандарди. Друго што барам? Барам барање за проверка. Во представката побарав институциите да утврдат што треба да утврдат. Дали сите ангажирани лица имале соодветен правен основ за работа во ТЕЦ Неготино за време на конзервацијата? Дали биле исполнети условите за безбедност и здравје при работа? Дали биле почитувани пропишаните процедури? Дали е обезбедена целокупна документација поврзана со организацијата на конзервација? Исто така, побарав да се обезбедат евиденциите за влез и излез во ТЕЦ Неготино, службени налози, планот за конзервација, проценката на ризик, службена и електронска комуникација, видеоснимки доколку постојат. Исто така, граѓаните треба да знаат дека прашање за организацијата на работата. Во интерес на транспарентноста, сметам дека јавноста заслужува одговор на неколку прашања. Како прво, дали критериумите за организирање на работа биле еднакви за сите? Тоа што значи? Дали имало вработени
кои имале веќе одобренија да планираат годишни одмори и дали кај сите биле применет ист пристап. Дали го разбирате оваа прашање? Дали имало вработени кои имале веќе одобрение и планиран годишен одмор, имале резервизиран одмор во агенции и така натаму, и дали кај сите бил применет исти пристап или на некој му било одобрено, на некој не. Доколку на некои вработени им било побарно да го изменат користењето на годишниот одмор, а на други не, кои биле критериумите за таква одлука? Треба да знаеме ние граѓаните. И другата работа е при конзервацијата на тесне готино, дали има вработени кои биле на болување, а се повикани да дојдат на работа. Тие се на болување, а се повикани да дојдат на работа. Гласно и јасно е прашањето. Барам раководството да даде јасна и документирано објаснување за начинот кои биле донесени тие одлуки. Друго што сакам да поставам и јавноста да знае, кое сум го поднел, е прашање за распределба на работните задачи. Дополнително сметам дека треба да се објаснат и критериумите за распределба на одредени работни задачи. Конкретно, барам да се објасни врз основа на кои критериуми биле определени листа што ќе бидат ангажирани во конзервација и дали тие критериуми биле во согласност со систематизацијата, описите на работните места и потребните квалификации. Јавност има право да знае дали распределбата на задачата била направена врз основа на стручност, искуство и службени потреби. Доколку постојат одлуки, налози или други службени документи што го објаснуваат тоа, сметам дека тие треба да бидат предмет на проверка на надлежните институции на Република Македонија. Другата работа е одговорност и транспарентност. Не барам никој однапред да биде прогласен за виновен. Барам институциите да ја утврдат фактичката состојба. Доколку се било законски и согласно процедурите, тоа треба јавно да се потврди. Доколку се утврдат неправилности, очекувам тие да бидат третирани согласно закон. Доставување на представките. Сите представки ги доставив по препорачна пошта, а дополнително и по електронски пат на официјалната адреса на АД ЕСМ. Побарав тие да бидат заведени, проследени до ТЕЦ Неготино и до сите надлежни организацијски единици. Побарав и писмена потврда за приемни известувања за преземените дејства. Тоа го правам за да постои целосна трага за комуникација и институциите да имаат можност навреме да постапат. Порака до институциите на Република Македонија. Го повикам Државниот инспекторат за труд да ја заврши својата работа професионално и независно. Значи да си ја заврши професионално и независно. Го повикувам АДСМ да обезбеди целосна транспарентност и да соработува со сите надлежни органи. Го повикувам Овара Неготино да ги преземе дејствата што се во негова надлежност, доколку при проверките се појават околности што бараат понатамошно постапување. Исто така, сакам да порачам и една порака до јавност.
тоа е следното. Ова не е прашање на лични односи, ова не е прашање на политика, ова е прашање на безбедност, професионалност, одговорност и почитување на законите. Секој вработен има право на безбедност и услови за работа. Секој граѓанин има право да очекува јавните предпријатија да работат транспарентно и согласно закон. На крај да донесеме еден заклучок, граѓаните на општина Неготино. Следниот заклучок е следен. Очекувам институциите да ги разгледат сите поднесени представки од советникот Љубе Темелков, т.е. од мене, да ги утврдат фактите и да известат јавноста за своите наводи. Тоа е во интерес на вработените, на институциите и на сите граѓани на Република Македонија. Бидејќи станува збор граѓани на општина Неготино, институции за прогон за криминал на Република Македонија, бидејќи станува збор инспекторите за труд Гордана Цолчева, Никола Чапов, ништо не виделе во ТЕЦ Неготино, не виделе дека има пензионери кои се дојдени на работа, кои се повикани, како што кажа да не се повторуваме дали се пријавени или не, ништо не видели во тоа. Да кажа дали стапале во контакт Чолчева, дали стапила во контакт со Славица Михова, како што кажа, со тие лица или постапила само со Никола Петров, ги скриле тие вработени кои се пензионери, кои доше да ја конзервират термоелектраната ТЕЦ Неготино. И тоа они сето го знаат и го прикриват, а тоа се тешки кривични дела кои треба да одговарат раководните лица. Таму е Топчиев, таму е Чолов, како се вика, тој што е директорот, и тој е главен шериф исто, Никола Петров правникот, значи ТЕЦ Неготино има 7 правници. И тоа сето да го прикриват и да го прават, значи тука без пардон. Значи нема мој, твој, Христијан Мицковски каже и Панче Тошкош. Секој кој се заткрива за својата служба мора да одговара и за својата професија. Тука станува збор за голем криминал и заштита при работа, а на крајот давате лажен извештај, ќе видиме како ќе биде извештајот до генералниот директор и до управниот одбор на АДСМ Македонија, до Лазар Узунчев, кој ја направи конзервацијата на ТЕЦ Неготино. Дали ви почермиите шоите, нели, Чолов, како ти е името, на Пенков зетму и Топчијата, кој за брзо време стана и магистер, доктор и шо све таму, кој ве знае, до вчера на покривот се качувате и таму да видиме какви извештаи ќе дајте, дали вие конзервирате фабриката за производство на електрична енергија, ако се каже тоа е термоелектрана Неготино, или повикавте пензионери. Како земате по 2000 евра плата, а не може да пуштите во погон ТЕЦ Неготино, повикувате луѓе пензионери. Се поставува прашање дали имат лиценца, дали се работоспособни, дали имат лекарско уверение и да не се повторува милионити пат. Значи, знаеме што зборуваме и на крајот тие луѓе како ќе ги евидентирате кога не се евидентирани беа на работа. Зошто ги скрите? Граѓани на општина Неготино, значи ова нема да заврши така, да бидете сигурни. Значи еден мора да одговара. Значи таму има многу кои треба да одговарат. 20 инспектори, значи треба да бидат по брза постапка разрешени од функциите, без милост, значи за да функционира
рушење на систем, значи рушење институција термоелектрана, рушење на институција инспектор за труд, рушење на технички директори во ТЕЦ Неготино, на правна служба прикривање на документација, покажување на лажни извештаи, внесување на лица кои не се вработили, милион кривични дела има. Ако ова полицијата во Неготино го замолче, јавниот обвинител или Христијан Мицкоски, Панче Тошковски и Лазар Узунов, тогаш нема што повеќе да збориме. Ја ли сум крив советникот Љубе Темелков, вие се ги направиле тие работи? Дали јас сум крив за сета таа работа? Дали јас го сторив тоа сето? Зошто не постапувате по закон, не ми е јасно. Па што е проблем ако не знаете да конзервирате? Како знаете на благајното прави да биде? Исто председателот на Советот Илјана Митрова Арсова, како е евидентирана, да кажат инспекторите и вработените, кога во 10:30 часот, јас давав пред ТЕЦ Неготино, она во 10:30 часот дојде на работа. Како е евидентирано? Втората работа, ги повикувам сите институции, Панче Тошковски, Христијан Мицкоски, Лазар Узунчев, кој ги евентира луѓето кога идат на работа, кога не идат. Значи, таму 80% луѓето не идат на работа, земат 2000 евра плата. И еднаш кажав, пред година дена може, дали е и толку, дека камерата е залепена со лепачка. Што направиш тогаш полицијата? Сега, на крајот да престанат луѓето кои се вработени во ТЕЦ Неготино, почнувајќи од Јане Томов. Јане Томов, директорот на ТЕЦ Неготино, не може, бе човече Божје, ти не знаеш саптевите да ги читаш грешки и читаше, ти е генерален директор на ТЕЦ Неготино, затоа е тоа вака. И сега, ти на крајот водиш термоелектрана Неготино. Господи Боже, со која рака да се прекрстам. Денеска ден, Петров ден, ти водиш ТЕЦ Неготино. Никола Петров, правник. Вие што е технички инженер, тие вие галапче сите и на крајот вас ви интересира од кај ги имам информациите. Ако ви интересира, тоа е кривично дело да ме прашате. Никој не смее да го знае мојот извор на информации кои се. Ни јавен обвинител, ни полиција, никој. Значи, тоа право по закон е загарантирано, никој не ме прашал, а вие од ТЕЦ Неготино, шерифте и таму од ДПМ, не таму од секта Пенков која има направено, вас ви интересира од кај ви се информациите. Информациите знаеш од кај ви се. Утивисве неписмени луѓе кои све таму. Од генералниот директор до инженерите, до правниците, до сите. По кој основ? Бидејќи се фалите на своите другарчења, во партијата се фалите Никола Петров, правникот, се фалите таму дома ке све крви, ке снај, ке комшија, значи те ве кажуват. До сега не сум кажал, еве ви го изворот. Значи, тие ве кажуват. Дома се фалите, сега ќе го затвориме, советникот Љубе Темелков за 3 месеца. На комшиката, на другарството, на снаата, на сите. Па не сме способни, бе, ви го правите криминалот, ја не сум сторил криминал. И на крајот ќе правите екипа со кои? Со инспекторките кои се имат направено криминал, со трите, со ново примената, со Галапчева, со Велика Милева, а и другите да не ги бројам, ќе правите екипа, затвараме советникот Љубе Темелков и ви се направили криминал. Граѓани на општина Неготино, не вреде повеќе, сега се наред институциите. Значи, мора да има притварање и затварање и одговорност. Не од јас што сакам, тоа го бара законот. Ако ова не се спроведе, тогаш на државата треба да им туриме клуч и да не бараме проблеми надвор од државата во Европа, во Обединетите нации, во сите. Значи, ова е резултат, сега работам на таа тема и месец дена, ова е
пак е резултат на предизборен, изборен и постизборен подкуп. Тоа е резултат. Предизборен, изборен и постизборен подкуп. Со ова се нарушува и безбедноста и на Европската Унија, и на Обединетите нации, и на граѓаните на Република Македонија, и на граѓаните на општина Неготино. Граѓани на општина Неготино, доста е да го одложиме овој прес. Бидете живи и здрави. Неготино вечно, Македонија вечна. Неготино мора да биде здрава, чиста и економски развиена среда. Значи мора овие шерујви да завршат кај што му е местото. Уште еднаш мора законот да дојде на дело.